Четворица организатори за крвавиот четврток добија обвинение. Обвинителството за организиран криминал и корупција соопшти дека по повеќе месечна сеопфатна истражна постапка до кривичниот суд го поднале обвинението. Но обвинетите им се става на товар кривичното дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, дело кое носи најмала затворска казна од 10 години. Дали ќе седнат на обвинителна клупа во Скопска единица? Одлука ќе почекаат поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски, екс-министрите Милјана Киевски и Спиро Ристовски, како и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. За екс-премиерот Никола Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, ОЈО за организиран криминал не поднесе обвинение, бидејќи не се достапни за органите на прогонот, ама постапката за нив ќе почне кога ќе бидат вратени во земјава. Обвинетите според обвинителството на почетокот на 2017 година по неуспешните преговори за формирање на влада со намера да го загрозат уставниот поредок и безбедноста на земјава, подготвиле и реализирале план со акти на насилство да не овозможат мирно примопредавање на власта на новоформираното парламентарно мнозинство. За таа цел обвинетите ги организирале и финансирале протестите, прво пред Државната изборна комисија, па и протестите на иницијативата за заедничка Македонија што кулминираа со насилно влегување во собранието на 27 април 2017 година, информираат од обвинителството. Обвинетите организирале партиската структура и го намалиле бројот на полицајците за обезбедување на собранието, со што овозможиле непрекинато влегување на демонстрантите. Членството се мобилизирало во ВМРО ДПМН. Бошковски во обвинението е вметнат дека со возило во собственост на Управата за безбедност и контраразузнавање спроти паркот Жена Борец донел огнено оружје со панцирни елеци наменети за лица што протестираат и имаат искуство во ракување со оружје. Во текот на немирите, еден од обвинетите со цел да се прикријат трагите од извршеното кривично дело и да не се откријат регистрираните дејствија од насилниот упат и насилството извршено внатре во собранието, дал наредба на две веќе обвинети лица од мониторинг собата во собранието на Република Македонија да ги извадат хард дисковите од собраниските камери. Со сите овие усогласени поврзани дејствија и активности, обвинетите предизвикале чувство на несигурност, загрозување и страв кај граѓаните, а при тоа дел од пратениците и новинарите се здобиле со телесни повреди. Обвинителството покрај обвинение побара продолжување на домашниот притвор за Милјана Киевски, а затворскиот притвор за Спиро Ристовски и Владимир Атанасовски да биде заменет со домашен притвор.